Добре дојавте, почитувани. Како што кажав и во најавата, неколку авиона пред неколку седмици во Скопје не успеа да слетаат поради метеоролошка појава наречена wind shear, односно ненадејно струење на ветерот во повеќе правци и беа пренасочени кон околните аеродроми. Што конкретно представува wind shear и за сите други метеоролошки услови што го усложнуваат авиосообраќајот, во денешното издание на Да си кажеме, дискутираме со Глигор Митковски, метеоролог специјализиран за авиација, и Венко Биковски, поранешен пилот. Господа, добре дојавте во студиото на Телмо. Добро најдовме. Wind shear се дефинира како ненадејна промена на брзината и насоката на ветрот, која може да се јави во хоризонтала или вертикала и на атмосферата, но може и истовремено во двете насоки. Глигор, што точно представува, освен оваа дефиниција вака по-практично да ни објасни што представува wind shear и зошто пилотите сметаат дека тоа е една од најопасните атмосферски појави при полетување и слетување? Добро утро повторно од мене. Она што го спомена, ненадејна промена на ветерот, по правец, по брзина или може да биде и по правец и по брзина. Идејата е што таа промена на ветер влијае на аеродинамичките својства на самиот лет. Тие промени кај пилотите, односно кај самите воздухоплови, во зависност од тоа каква е промената, во зависност од типот на воздухопловот, во зависност од фазата во која што се наоѓа, дали е полетување, слетување, дали е она што го нарекуваме ние en route, односно кога е во самата фаза на летна висина. Каде ќе го искуси тој wind shear? Разликата е во тоа што каква ќе биде реакцијата и какви ќе бидат последиците од самиот wind shear. Значи, зборуваме, прво треба да разјасниме една многу битна работа. Ние кога зборуваме за брзини на воопшто, ние знаеме само брзина во однос на тло. Кај авиацијата тоа важи до некаде, значи едно е ground speed, односно во однос на тло, и како воздухопловот се движи во однос на воздухот. Добро, ова многу стручно, не прилагодено за нашите гледачи. Би сакал да чујам нешто по-конкретно, вака сега. Тие промени во airspeed, тоа е она кој што ја зголемува силата на подем или ја намалува силата на подем. Добро, барав поедноставна експликација, односно објаснување. Сакав да објасниме на гледачите зошто неколку авиони неодамна не успеа да слетаат во Скопје. Венко, вие како поранешен пилот, да ни објасните кога ќе стигне предупредување и кој е синџирот на тоа, како стасува до вас во кокпитот каде што е екипажот, односно пилотите, на пример за wind shear, бидејќи тоа станува збор, како што рековме и во дефиницијата, за неочекувана промена на насоката на струење на ветрот, и што се случува во првите секунди? Ќе дадам неколку објаснувања од гледна точка на оној кој што е во пилотската кабина и оној кој што води рачун за оние што се позади себе да слетаат и да стигнат на онаа точка кај што и намениле и кај што тргнале. Wind shear како појава во минатото не беше толку честа, меѓутоа во последните години е доста зачестена. Поради климатските промени? Има многу фактори кои што влијаат, да не навлегуваме, пошто таа е малце пообимна студија. Ќе ви кажам само дека пилотите во секоја авиакомпанија 2 пати годишно одиме на обука, тоест освежување на знаење на симулатор. На секој симулатор ние тоа го вежбаме, го тренираме. Така да секој пилот кој што вас ве вози и се наоѓа во авионот е трениран на секои 6 месеци. Да кој ќе се најде во таква ситуација да знае да го избави авионот, а со тоа и да го спаси вашиот живот. Овој феномен кој што се случуваше овие денови на Скопскиот аеродром, дали бил wind shear или не, е малце показателно затоа што метеорологијата, она што јас го знам, немаат инструменти со кои што може да го снимат. Wind shear-от се јавува од посада која што веќе тоа го искусила, го пренесува на контролата на летањето, а контролата на летањето на следниот авион кој што доаѓа, му кажува за такво искуство за да возат рачун. Глигор, имаме ние опрема во Македонија за која може да регистрира wind shear? Опрема од онаа која што, да речеме, достапна во светот, не во комплет. Ние немаме low level wind shear alert system. Тоа на прва звучи дека немаме и сега тоа е катастрофално, но според тоа колку ние имаме случај на wind shear, не би рекол дека е неопходно. Ние како метеоролози сакаме да имаме, нема збор.
Тоа се лидари, содари, разноразни wind профайлери, мрежа на анемометри, односно инструменти кои што ги мерат параметрите на ветрот на различни локации, но како што реков, тоа е веќе друга политика зошто ние тие ги немаме, затоа што да речеме ни еден Дубровник како аеродром кој што има многу поголеми проблеми со бурни ветрови, го немаат тој low level wind shear alert system. Го има Хонг Конг, да речеме, го споменавме преска во еден неврзан муабет, кој што има, колку рековме, околу 500 лета. Добро, во услови кога го немаме тоа, како беше регистрирано онаа појава што се случи точно на 17 и на 18 ноември? Прашањето беше конкретно, а не добив од двајцата конкретен одговор. Што се случи во Скопје на 17 и на 18? Од надлежните добив информација дека 2 авиона не можеле да слетаат, биле пренасочени за Приштина, 2 уште кружеле над Скопје и тоа е информацијата поради силен јужен ветар, што не одговара и на некои објаснувања потоа што ги слушнавме дека станувал збор за wind shear, односно за промена на ветрот неочекувана во различни правци и по хоризонтала и по вертикала. Значи прашањето е кој им јави на тие авиони во Скопје дека не може да слетаат? За јужниот ветер, претходните екипажи или метеоролозите таму? За јужниот ветер, кој што се мери на 10 метра висина, јавуваме ние како служба. Затоа што се случува во воздух, добиваме репорти, односно извештаи од пилотите, PIRAPS. Треба да се направи голема разлика помеѓу јужниот ветер и wind shear како појава. Јужниот ветер е еден проблем кој што се јавува кај нас. Јужниот ветер, кој што се јавува во текот на ноќните часови или кога базата на облаци, видливоста се под некои прагови, каде што нема шанса пилотот да оствари континуиран визуелен, да речем, контакт со пистата, тогаш самиот воздухоплов, екипаж кој да е, не може инструментално да дојде од другата страна на пистата, бидејќи ние имаме еден инструментален праг. И тоа е од правец Велес кон Скопска Црна Гора. Тогаш се слетува по инструменти, по АЛС. Тоа ќе го објасни пилотот повеќе. Венко, објасните ни молам, кога која прво метеоролошка појава е поопасна, јужен ветер или wind shear? И колку често вие во вашата професионална кариера сте биле соочени со такви ситуации? Wind shear како појава порано многу не се забележуваше и не се водеше рачун во авиацијата. Почна да водат рачун после онаа несреќа која што се догоди на компанијата Делта во Америка. И тако wind shear, тако свлекување на воздухот кој што практично го залепи авионот како таксена марка на земја. Имав и јас да искусам, затоа што денес со новата технологија сето тоа може да се симулира. И во она време додека работев, летав за авиокомпанијата Палер, бевме на обука со пилоти, инструктори од Франција. И на тие симулаторски сесии кои што го обновувавме, тоа го освежувавме знаењето, имавме и вежба wind shear, ни го дадоа баш тој wind shear кај што они се слупале, тоест изгинале. Велите, не им се придаваше големо внимание порано wind shear, а сега зборуваме за период пред 35 години, 40. Така. Значи сепак постоел wind shear и у тоа време. Постоело, да, постоело, меѓутоа не биле толку изразени. Во поново време сето тоа е многу повеќе изразено. Више во авионот постојат уреди, во овие најновите современи авиони, постојат уреди кај што те предупредува. Секој пат кога наидуваш и кога ќе влезеш во едно такво хаотично струење на воздухот, тогаш имаш предупредување, така да пилотот одма знае на полетување или на слетување дали пред себе го очекува еден таков хаос во воздухот. И сходно на тоа, она што попот, за него важи Библијата, и таму се е напишано и пропишано како треба да врши својата служба, за пилотите, авиотичарите постои нешто што вика SOP, тоа се стандардни оперативни процедури. Во тие стандардни оперативни процедури е законот на кој што треба пилотот да се придржува. Конкретно во овој случај, затоа што 10 години интензивно оперирав, додека постојални 3 авиокомпании, Палер, Авиоимпекс и МАТ, и за нас тој јужен продор секој пат кога ќе се што е тоа што го ствара и јужниот продор, јужниот ветер. Еве да навратиме да тргнеме од таму причината. Постојат два битни фактори кои што влијат на времето на Балканот. А тоа се Дженовскиот циклон и Сибирскиот антициклон. Што е циклон? Циклон е подрачје
на смален воздушен притисок, кој што по името Дженова се ствара тамо кај што се наоѓа градот Дженова. Дженова е на обалата каде што завршува морето и почнуваат високи планини. Тоа е како онака обично објаснување лопатката кога се прави сладолед, ако сте гледали во стари време. Сакате и вие и Глигор многу стручно да објаснувате, немаме толку време за детали од метеорологија и географија. Сакам да разберам точно чива е одлуката кога ќе добиете предупредување, како што велите сега од новите авиони, од инструментите внатре во авионот, или пак од метеоролошката служба која работи на аеродромот, односно во контролната кула на летање, е одлука на пилотот сепак дали ќе ја почитува препораката дека поради јужен ветар авионот се пренасочува, или пилотот може да рече не, јас ќе слетам? Која носи конечната одлука тука сега? Оно ќе ви дам конкретен одговор. Пилотот е оној кој што донесува одлуки, не контролорот, не метеорологот. И во овие случаи, кога е виндшир во прашање, кога имаш виндшир, тоа е ризик фактор, да можеби ќе слеташ, а можеби ќе завршиш трагично. Значи, одлуката е до оној кој што е водач на воздухот да одлучи дали ќе иде на слетање или не. Значи, капетанот решава? Така е. Значи, тој добива само препорака за пренасочување, го пренасочува авионот самиот капетан? Така? Препорака нема. На одлуките метео и она што е контрола на летање, они се услужни сервиси. Не даваат препораки, него даваат она што пилотот е потребно да му се даде од временската ситуација и она што се условите во авиосообраќајот. Меѓутоа немаат они моќ да му наредат на пилотот да направи нешто или да не го направи тоа. Затоа ве прашав и на почетокот колку е таа тенка линија меѓу безбедно слетување при услови кога сте свесни од метеоролошката служба, предупредени дека има јужен ветар или виндшер или инструментите во кокпитот тоа ви го покажуваат, и одлуката за говор како се вика, за уштеден круг или за пренасочување. Како одлучувате во тие неколку секунди? Поставувате многу конкретни прашања, меѓутоа ја ги немам пред себе сите тие фактори, какво стварно било времето таму, за да ви дадам и конкретен одговор. Меѓутоа, овие, еве и денес веќе почна негде околу 9 часот и 30 минути и веројатно веќе надвор врне. И тоа е продор на јужен ветер кој што доаѓа од средоземјето и кој што носи ветер од јужен правец и носи и врнежи со себе. И веројатно денес пак има проблеми за пилотите да слетуваат на Скопскиот аеродром. Ке има ли, Глигор, денес проблеми за пилотите на Скопскиот аеродром? Да, зборуваме за продор на топол фронт. Кога имаме продор на топли фронтови, во таа циклонска активност, тогаш ги имаме јужните ветришта. Кога имаме продор на ладен фронт, ако зборуваме за фронтови, тогаш имаме ветерот северен правец, кој што воопшто не е проблем кај нас, освен ако не е бурен, ако не е преминува некои одредени лимити. Идејата е дали ќе има денеска проблем. Зборувам, виндширот е појава која што е многу локализирана, може да се појави, а ние да не ја добиеме како репорт. Друг многу битен фактор. Зборувавме дали порано има или немало. Ние очекуваме и секоја година имаме пораст на авиосообраќајот, така? Имаме многу повеќе случаеви каде што многу повеќе мерење имаме и затоа имаме повеќе и виндшир. Затоа што многу повеќе сме го измериле. Ако порано сме имале 2 милиона лета, не знам, 80-тите години во Европа, сега 24-та завршивме со 10,7 милиони летови во зоната на Евроконтрол. Од друга страна, зборуваме за виндшир, го спомена пилотот Венко случајот на TriStar Elton Eleven, авионот во Далас во во Далас, да, зборувам за типот на авионот, 85-та година. Тој е виндшир кој што е поврзан со микроизлив во конвективни услови. И овој виндшир ние што го имавме на Скопскиот аеродром, што го имаме, споредуваме, како да ви кажам, мравка Добро, и не слон. се споредува. Не се споредува воопшто како тип на виндшир. Конвективните со микроизливи врзани, тие се многу посложени. Самата природа на конвективниот виндшир со микроизлив врзан е сосема поинаква, затоа што таму е многу поголема промената, понагла и на многу мала дистанца кога зборуваме за микроизливи. Тоа е веќе сериозен виндшир. Добро, го спомнавме Делта, случајот, и видов исто така се појавува и Аеро Мексико Connect Flight 2431
од Мексико исто така причина за паѓање на писта веднаш по полетување. Значи се појавува виндшир на полетување и авионот паѓа, за среќа преживуваат сите патници, има доста повредени. Веројатно и вие се сеќавате на тој случај, овој од 2018, понов е во историјата на авиосообраќајот. Колку често виндширот може да биде причина за фатална несреќа или генерално за авионска несреќа? Малку некои работи да разјасниме пред се. Се ова што се случуваше на Скопскиот аеродром и што се случува, сите го етикираат дека е виндшир. Меѓутоа, тоа се јужни продори, јужни ветрови, кои што авионот, за да може да слета од северен правец, кај што е инструментален превоз во Скопје, мора да имате ветерот да биде не повеќе од 10 чвора, тоа се 17-18 км на час. Ете, во Дуранго дувал со 65 метри во секунда? Тоа е многу. Може километри на час. Веднаш почнал да дува по полетувањето и на 9 метри од како се одлепил од пистата, понирал повторно, бидејќи со едното крило удрил, со левото крило удрил на пистата. Така е опишан на Google таа авионска несреќа во Мексико. Она што се однесува до Скопскиот аеродром, проблемите ги прави јужниот ветер и ги прави базата на облакот. Чим има продори на јужен ветер, затоа што ние сме планинска земја, ветерот кога се движи, со поминувањето на врововите на планината ствара едни роторни движења. Така да во сите тие продори на јужни ветрови ние имаме доста јака турбуленција, кој што некои веќе ја стават во класата да виндшир. Може да биде, а и не мора да биде. Еве само ќе ви спомнам еден случај кога првата влада се оформи со победата на ВМРО, ќе се сега тоа беше одавна, направија прва екскурзија, тоа беше овој патување службено во Бугарија. Кога се враќа од Бугарија, целата влада со златните пера, тоа беа сите новинари на Македонија, на тој лет јас ги возев, јас ги враќав од Софија за Белград. Имавме еден таков јужен продор, кој што се случува овие денова, а се случува и денес. Тоа беше таква турбуленција да го пратија тогашниот министер за сообраќај Боби Спирковски во авион за да види што е тоа што се случува. Беше навистина доста тврдо, доста непријатно за нив. Тоа беше час. Тоа не била првата влада, тогаш била 2000-та негде. Не, да, тогаш беше Спирковски министер за транспорт. Не е важно. Се едно. Се осврнувате на летот, да. Овој го вратија, беше многу турбулентно, многу непријатно. И слетовме, беше баш еден таков лет, една таква непријатно за патникот, непријатно ни за нас. Овие денови ова што се случува, за да авионот слета, она што го реков прирачникот, упишува кои се минимуми на кои што пилотот смее да иде и смее да слета. Во оној час кога се нашол тука негде на Скопскиот аеродром, доколку тоа е испод оној законски минимум, он не смее. Може да проба, меѓутоа ако и слета, после тоа веројатно ќе сноси последици. Да, ќе сноси од авиокомпанијата или од аеродромските власти? Од аеродромот не аеродром, туку контрола на летање. Го пријавува, меѓутоа денес не може ништо се сокрие. Значи кој ќе го казни пилотот? Неговата матична компанија. Не само компанијата, него и Агенцијата за цивилна воздушна пловидба. Може тоа прво е компанијата, обично такви случаи, он одма се симнува од летање, му се забранува на летање, се вршат разговори кај што се бара што е тоа што го навело такво нешто да направи, а после тоа следат или отпуштање, одземање на дозволи, или се оди на додатни школувања, додатни освежувања. Добро, долго време потрошивме на виндшир. Кои други метеоролошки услови се најпроблематични за безбедно летање? Што го прави еден лет ризичен од метеоролошки аспект, имајќи предвид дека според извештаите на светската меѓународната агенција за авиација, 74% од сите пореметувања на воздушниот ред на летање генерално во светот се предизвикани од метеоролошки феномени. Значи повеќе од 2/3, 3/4 како му дај. Значи летањето најмногу зависи од метеорологија. Кои се најтешки услови за летање? Зависи од делот од годината, но јас би рекол најмногу пореметување кога имаме најмногу сообраќај, конвективното време, кога имаме олујни облаци,
многу милуваат да го наречат бура, ние немаме бура, тоа е ветер. Во Хрватска ние имаме олујни облаци, конвективното време. Често пати летно време знае да имаме поголем дел од европскиот континент да е зафатен, да речеме, од таква конвективна ситуација и тогаш се случуваат најголемиот дел од задоцнувањата во самите летови. Сега имавме некоја статистика дека мислам дека околу 1,4 минути вкупното доцнење заради време по лет во Европа, од кои што 0,6 минути отпаѓаат на ground operations или near ground, она што го зборевме во близина нели на самиот аеродром. Зборуваме за неколку илјади, околу 600.000 часови задоцнување генерирани ради тоа. Кога станува збор за други, да речем, метеоролошки феномени, ако може така да ги наречеме, кои што влијаат на самите параметри на лет, спомна пилотот, тоа се лошата видливост, ниската база на облаци, пак тука е врзано во зависност од тоа каде се наоѓа аеродромот, дали има планини во околина, дали нема, какви се инструментите, зависи од самиот пилот. Имаме заледување. Што за вас лично конкретно било во вашата долга професионална кариера најпроблематичен лет од метеоролошки аспект? Ветер, претпоставам. Ке потврдите ова што го вели Гливор. Еве само ги кажам еден факт, нема директно да ви одговорам на прашањето. Во ова време кога бев на служување на војниот рок, бев во школата за резервни официри пилоти на авиација. И на првиот час по метеорологија, овој ваш колега дојде, се представи, вика, јас сум капетан Брадич. Вика, не знам зашто ме викаат Брадич, пошто во она време нели во војска брада не се носеше. Меѓутоа своето излагање донесе исто вака едно купче овој новини и почна да ни чита за авионски несреќи предизвикани заради метеоуслови. Да ни даде до знаење колку е битна метеорологијата за безбедно одвивање на авиосообраќајот. Зошто не ми одговорите конкретно? Конкретно не можам да ви одговорам затоа што секој фактор, секој лет е приказан за себе. И ако речеме ветерот нормално имаме лимити. Ветерот кога доа во чело колку е максимално дозволено во својата кариера во искусив и она што фабриката производителот вика, пробав, полетав, останав жив. Ако ме прашате дали уште еднаш би го направил тоа, ќе ви речам не. Максимален бочен ветер, колку што е испробано дека е безбедно да се слета, сум го работел тоа, не знам, безброј пати, и се уште сум жив, значи се уште е можно и ако имаш добри раце, ако си добар во тоа, можеш безбедно да го слеташ. Добро, колку генерално општеството во Македонија, нашите институции, нашите власти сериозно ја сваќаат лекцијата од вашиот капетан Брадич што ве научил дека метеоролошките услови се најбитни за безбедноста на летот, со оглед на ова што го вели Гливор. Немаме модерни радарски системи, односно немаме не е тоа радарски систем. Добро, немаме инструмент што може да го регистрира виндшерот на пониска височина. Или прашање прво за Гливор, па вие ќе се надоврзете. Каква е точноста и брзината на метеоролошките предвидувања во Македонија? Брзината е моментална од она што го имаме. Дозволете да го поставам прашањето. Инструментите со кои располагате како метеоролошка служба, какви се во споредба со околните земји, да речам? По сите стандарди, според околните земји, ако земеме во предвид, според сите стандарди. Значи, се она што ја споменавте ИКАО како организација. ИКАО има пропишано она што беше Standard Operation Procedure, SOP, кај пилотите, кај нас се за метеорологија ИКАО Анекс 3. Ние мора тоа да го имплементираме. Документ 373 на EASA, Европската агенција за безбедност во сообраќај. Мораме да го имплементираме. Немаме ние под стандардите. Ние сме на ниво по секоја основа. Дали можеме да додадеме вредност со инсталација, да речеме, на лидер? Што недостатоци да имаме најнова опрема, да речеме? За да се усовршиме. Прашањето е колку, сега тоа е прашање пак за некој друг, тоа е од економска природа. Cost benefit. Мене ако ме прашате, многу ми одговара да има Фијат Савајле една сообраќајница подземна од аеродром да дојдам бргу до Телма, ама ја нема, некој вели нема економска оправданост. Тука се повеќе фактори. Она кое што морам да го за инструментите за метеорологија. Она што ни треба, она што ни е пропишано, некако минимум, ние исполнуваме над самиот минимум. Ние сме опремени по сите неевропски, светски стандарди.
Така да, она што треба да го имаме, го имаме. Дали постои секогаш можност за додадена вредност? Секогаш постои можност за додадена вредност. Но, пак ќе кажам, тоа е прашање за оние кои што ги градат политиките. Ако ме прашате мене, јас би стел се. Добро, Венко, колку ви се потребна и каква е соработката со метеоролошките служби на аеродромите во услови кога, како што велите сами, новите авиони располагаат со инструменти кои покажуваат се? Кога ќе влезе пилотот и да не знае ништо и да не го подготви метеоизвештајот претходно, односно да го добие од метеоролошката служба, тој може да види во какви услови ќе лета. Пак малце ќе го продолжам овој одговорот и не ќе ви одговорам директно. Јута, прва работа со која што пилотот се занимава и она што јас го работев, кој ќе дојдеш на работното место, прво што гледаме, тоа е метеоситуација. На аеродромот кој што полетуваш, на околните аеродроми, од таму кај што полетуваш, на аеродромот кај што треба да слеташ и околните аеродроми и нормално времето и на рутата веројатно каде што се лета. И со сите тие фактори се одгледуваш дали ти денес можеш тој лет да го изведеш безбедно или не. Дали постои фактор на ризик или не. Меѓутоа, за сето ова што вие инсистирате да најдеме дали е опремен аеродромот, дали метеослужбата е опремена со соодветни инструменти. Не, јас само прашувам колку се обрнува внимание на фактот дека метеоролошките услови се најважни за безбедноста на летот. Тоа е генералното прашање под која ја тераме целата емисија, но некако многу стручни апликации добивам, а не конкретни одговори. Може да земам една вака. Случајно, 6 јули 2019 година се наоѓам во авион на лет Истанбул-Скопје. Се случува, можев да видам из прозорецот, дека на она што се нарекува патека на слетување, помеѓу пистата и Велес, ајде ќе земам за пример, не за пример туку како некоја репер точка, токму на таа линија се наоѓа конвективен облак, кумулонимбус, она од кој што пилотите велат бегај по секоја цена. Авионот дојде во приодна зона, почна да кружи на аеродромот, немаше подобрување, се гледаше дека самиот облак е многу развиен, немаше никакви шанси. Јас не би сакала пилотот да се обиде да слетува на таква ситуација. Се вративме назад во Истанбул. Знаете што видовме по медиумите, дека се плачело, се вриштело по авионите, дека тоа било внатре хаос. Никој глас не пушти во самиот авион, значи бев внатре. Мислам дека малку се претерува кога се бара сензационализам. Особено кога станува збор за авиација. Не знам што алудирате, ние имаме конкретна тема, да разговараме за уиншери, да зборуваме за конкретни ситуации. Како се крена фама по медиумите за тоа што се случило дека два авиони не слетале заради уиншер. Нормална појава. Да, не многу често во Скопје, се случува во Хонконг, 500 лета неделно се одложуваат поради уиншер. Меѓутоа во Скопје колку лета имате вие дневно? Дали кај нас се прават пост-анализи на ваквите пореметувања на редниот лет и се излекуваат лекции од тоа? Секогаш. Тоа е, авиацијата е страшно регулирана, особено безбедносно регулиран сектор. Се се прави за да биде максимално безбедно летањето. Од сите ентитети, почнувајќи од аеродромите, школите кои што ги имаме, службата која што е на аеродром за контрола на летање, вклучително и медслужбата, Агенцијата за цивилно воздухопловство врши нон-стоп редовни и вонредни контроли. Се е на максимално ниво на безбедност. И на крајот на криштото, на што го спомна и пилотот Биковски. Јас како пилот сигурно нема да си го загрозам лебот кој што го носам дома и да се обидам да бидам херој и да слетам на некоја одредена ситуација. Па има една, вие сте пензиониран пилот, верувам, односно нема пензионирани пилоти, секогаш летаат. Има една изрека, вика има стари пилоти и храбри пилоти, ама нема стари и храбри пилоти. Малце ќе ви исправам. Во авиацијата јас сум добар пилот. А што е тоа добар пилот? Тоа е оној кој што стигнал до пензија, да. Пензиониран сум, не летам повеќе во авиосообраќај, веројатно многу гледачи ќе се присетат на времето кога ги превезував и на некои овие летови кои што беа доста турбулентни, стигнавме безбедно на таа дестинација. Постојат повеќе фактори, не само метео како метеоролошката ситуација, постојат многу фактори кои што влијаат на безбедноста на летањето, кои што во оваа емисија немаме време да ги
дотакнеме и да ги споменеме. Ја ќе ви спомнам само неколку случаи. 50 години летам. Со поранешните услови, 25 години беше пилотскиот стаж на еден пилот. Со 25 години, 50 години старосна граница или 25 години во активна служба ти одиш во старо железо, т.е. во пензија. Практично јас за еден живот 2 кариери истерав и се уште сум активен. Моментално работам како инструктор, ги обучавам пилотите на Turkish Airlines. Се уште работам локално и овде по аероклубовите, им помагам, пренесувам знаење на овие помлади генерации, затоа што 50 години тоа е доста голем стаж, големо искуство и според она што е прашањето на еден риши индиски или оние луѓе кои што делат памет, кој е богат човек? Богат човек е оној кој што има искуство. Јас сум во тој смисол пребогат и она што би апелирал, пошто сакаме да кажеме што е она поентата за да се изврши безбеден лет. Порано работното време на еден пилот беше 60 часови во месечен. Сега сето тоа е толку зголемено да луѓето, пилотите се преморени. Постои така наречена САФА инспекција и она што го слушнав од колегите, пошто се уште тој круг го вртиме и се наоѓаме и меѓу нив, кажуваат дека кога ќе дојдат, кога ќе отидат во САФ инспекција, они проверуваат од техничка страна дали се онака како што треба во воздухопловот, меѓутоа пилотите стално бараат да се пише дека се преуморни. Фактот умор на сите тие школувања, на сите табли по училниците постанува фатик, замор, пилотот мора да води рачун. Меѓутоа работното време, само ќе ви кажам, многу ме прашуваат дали ми фали малце она време кое што го работев додека летав. Мојот одговор е не повеќе. Затоа што последното што го работев, моето работно време траеше 12 часа. 12 часа си на работа, ми даваат 12 часа да одмарам, а во тие 12 часа ми треба 1 сат да отидам до дома, сат додека нешто јадеш, додека се спремеш за спиење, 8 часови да проведеш во креветот, да одспиеш, 2 сати порано да станеш, сат да се спремеш и сат да стигнеш на работа. Ти практично стануваш машина. И јас водев... Добро, од ова се што го чув до сега, значи не метеоролошките услови, туку во денешно време поголем проблем е недостигот на пилоти, односно претовареноста на актуелните пилоти. Така, ќе ви кажам, ова е уште една работа. Во она време порано, доколку се осеќаш неспремен, не си баш во состојба, можеш само да јавиш дека денес не се осеќаш добро и дека нема да замениш. Никој не те бара и никој не проверува. Не испрашува зашто си одбил да леташ. А во денешно време, ако одбиеш да леташ и кажеш дека си уморен, ќе речат не, тоа негде во правилник не постои. Значи, можеш да пријавиш дека си болен, и сега ти си уморен, ти не си болен. Меѓутоа, ако сакаш да одмориш дома и не се осеќаш способен, можеш да пријавиш дека си болен. Повеќе такви боледувања те праќаат на лекарски комисии да видат што е тоа од што ти болуваш. Практично, најголемиот фактор, ризик во летањето денес е заморување и обемот на сообраќај, брат. Така е, Добро, но например зборувате за едно друго време кога имал помал обем на сообраќај, по несовршени летала, технолошки гледано. Сега имаме модерни летала со многу модерна технологија. Колку во тоа време бил пресуден инстинктот на пилотот? Денеска се е веројатно препуштено поголемиот дел од текот на летот на технологијата. Нели е така? Така е. Технологијата е, поготово на авионите Airbus, во толкава мера, сега и од другата страна, да практично секој покрет на палицата на пилотот оди кај компјутерот кој што проверува дали ви е адекватен она што сте го дали во таа ситуација. Ако не е, он го анулира тој покрет. И практично кој е тој кој што го води авионот? Вештачката интелигенција, софтверот кој што е вграден во авионот. Да, сега имаше ажурирање на софтверот на Airbus и сега се е во ред. Тоа е некоја друга тема, дали е во ред или не, ќе се покаже. Меѓутоа, она што го викаат енглезите, nobody perfect. Никој не е совршен, па ни она што е вградено во самиот авион и во тој софтвер не е совршено. Добро. Добра беше поентата, одлична поента на пилотот Биковски. Сега,
замислете треба да слетате во услови кога имате некој виндшир кој што е да речем малку под прагот да вие треба да се откажете и замислете дека тој пилот е страшно уморен. Значи тоа е во авиацијата нема Еден ризик фактор. Секогаш е еден ланец. Само прашањето е каде ви е алката најслаба. Да, уморот е еден од да речем големите ризик фактори до ние, human factors кои што го имаат. Така што се останато што се однесува до метеорологија, техника, сето тоа се да речем се постигнува, ги имаме највисоките стандарди, а во меѓувреме го имаме намалување на стандардот за Следната емисија пилот и трудов инспектор, односно синдикалец од пилотите. Глигор Митковски и Венко Биковски ви благодарам многу за учеството во денешното издание. Благодариме и на вас. Почитувани вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма, имајте убав ден, довидување утре во истиот термин.